Значи, кога е нормален психолошки момент, кога се случува скок на цената на нафтата и вредноста на доларот, луѓето да почнат да земаат профит или да излегуваат од пазарот за да ги намалат своите заштеди, загуби од ваков тип на ризични добра. А кој е едно од најголемите ризични добра, ако не пазарот на нормално хартија од вредност, на акции во оваа ситуација. Така да, ова вели сме го видели неколку пати до сега и претходно вика, секогаш кога сме се обидувале вика да направиме ваков тип на голем раст, многу често пред падот на економијата и колапсот на ваквите индекси, предходел шок на нафтата и скок на цената на доларот. Така да сакам да ви кажам дека ова што моментално гледаме може да проследи bear маркет на традиционалните пазари. Ние веќе се ногаме во bear маркет, нека му мислат оние. Сега дека прашање како тоа ќе делува на криптопазарите. Зошто? Еве како моментално изгледаат криптопазарите. Во исто време, еве како моментално изгледаат традиционалните пазари. Сега многу од луѓето да ќе го кажа, Не пие нафта, бе, брат. кажи бе? Крипто не пие нафта. Баш не пие нафта е работа. Сега многу од луѓето ќе кажат, ама ти знаеш ли колку изгубија криптовалутите? Во ред. Да, ние сме ефективно во bear маркет. Но една работа која што е многу јасна, без разлика дали сме во bear маркет или не, кога гледаме ова како изолиран момент, почетокот на војната, почетокот на бомбардирањето, апсолутно се падна. Сите индекси, апсолутно на сите држави, еве и во светот. Значи, истото можеме да го видиме, само секунда, зашто ми го нема ваму, еве го World. Значи, и во светот, и во Америка, апсолутно сегде. Погледнете што случи. Касапница, така. Што се случи со криптосекторот? Растеше. Втора недела. И понатаму продолжува падот на традиционалните пазари. Што се случува со криптосветот? И понатаму е зелен.